Конференцијата од Марш за работнички права до дигитална економија, организирана како што спомена и ти Ненато од Центарот за управување со промени, се одржа вчера, во Скопје, на која се обратија моќни жени од различни институции, компании и издруженија. Денеска токму како што кажа и ти, сме во Центарот за управување со промени со извршната директорка Неда Малеска-Сачмаровска и првото прашање е која беше потребата всушност господја Малеска-Сачмаровска за организирање на една ваква конференција? Па со оваа конференција сакавме символично да го обележиме меѓународниот ден за жената и да ја прикажаме историската борба на жените за своите социјални, економски и политички права од 1857 година кога излегле на марш од работничките од текстилната индустрија до денеска кога се соочуваме со еден комплетно изменет амбиент во кој што работат жените и женските бизниси, а тоа е дигиталната ера. Сметавме дека овој дигитален јас кој што може да се наметне во следниот период како резултат на новите начини на тргување, дека би можело да ја влоши ситуацијата на жените во кои што тие се наоѓаат. И оваа конференција беше еден повик за будење, беше повик за афирмирање на женските бизниси низ ваквата дигитална трансформација со која што се соочува економијата. Дигиталната трансформација всушност настана и целиот процес и целата идеја за овој проект дојде во времето на пандемијата, кога работевме со женските бизниси кои што се соочија со големи проблеми предизвикани од здравствената криза, од ковид кризата. Одеднаш нивните бизниси мораа да се трансформираат, пласманот не можеше да се одвива во нормални услови и се обидовме да им помогнеме да ги трансформираат своите бизниси и своите производи да ги пласираат низ дигиталните форми, начини и алатки. И така од таму произлезе идејата дека всушност дигиталната економија е веќе тука кај нас и тоа ќе биде и днината во некоја рака и дека мораме да се подготвуваме час поскоро и побрзо да фатиме чекор со овие нови трендови, особено жените во оваа сфера, бидејќи тоа е нашиот мандат и се залагаме за поддршка на женското предприемништво. Беше се во под покровителство на првата дама, господја Елизабета Георгиевска. Која беше незината порака? Што таа рече? Па, според сопругата на председателот Пендаровски Елизабета Георгиевска, која што е покровител не само на овој настан, туку и на низа настани кои што допрва ќе следат и кои што се однесуваат, како што веќе споменав, на афирмација на женското предприемништво, она посочи дека искуствата на останатите кризи до сега, кои што светски кризи со кои што се соочуваме, први на удар се жените, посочи дека е необходно да работиме на тоа како да се афирмира женското предприемништво и да се зголеми учеството на жените во оваа сфера, особено имајќи предвид некакви историски трендови, така што ќе остане присутна и во наредниот период и ќе работиме заеднички во насока на намалување на ударот на кризата и ударот кој што престои допрва од руско-украинската војна, кој што секако ќе се одрази на нашата кревка економија, која што веќе е истоштена од последиците од пандемијата и сега замислите ќе уште овој конфликт кој што се случува значително може да ја влоши состојбата. Така да заедно со господја Георгиевска се обидуваме да го подкренеме свеста за потребата од поддршка на женското предприемништво и кај владата и кај државните институции кои што исто така мораат да го помогнат овој процес ни разни мерки кои што ќе обезбедат пристап на жените до фондови. Бидејќи ако ги прашате жените која е за нив најголемата помош која што може да ја добијат, тоа е пристапот до финансиски средства. И сега кога две жени вака муабетат, прашањето следно ми е, нели зборуваме за женско предприемништво, зборуваме од марш за работнички права па се до дигитална економија, зошто во светот се наоѓаме се уште и во 21 век во свет на мажи, во свет кога и во оваа дигитална економија за која што зборувале нели многу успешни жени овде кај нас, сепак мажите и жените не заработуваат исто, па понекогаш и нема
имаат исти права во одредени рамки, да речеме, со бизнис? Да, видите, и статистиката кај нас покажува дека само меѓу 22 и 25% од малите и средни компании собственици се жени, значи жени ги водат. Видите, тоа е прилично мала бројка. Втор податок, еве, кој што сакам да ви го посочам, кој што исто така упатува на тоа дека жените не се вклучени толку многу на пазарот на трудот, е податокот дека жените сочинуваат најголем број од неактивната популација, околу 64%. Причините за тоа се, ако сакате, традиционалните вредности и норми, ако сакате, позицијата на жената во општеството, каде што се уште се гледа како одговорна за семејството и децата, каде што тоа хармонизација и баланс помеѓу приватниот и семејниот живот се уште не сме го постигнале. Така да сите овие работи влијаат врз еден вид на исклучување на жените. Тоа не е добро не само за жените, туку не е добро воопшто за нашата економија. И затоа е многу важно да тие се приклучат на пазарот на трудот, да влезат во формалната економија, да на некој начин придонесуваат не само за собствен развој, туку и за развојот на заедницата и општеството. И затоа ни е битно да ги таргетираме и стратешки да пристапиме кон овие, да речам, мерки, насоки кои што сакаме и кои што ги лобираме, да државата малку повеќе води грижа за инвестиции во женско предприемништво, преку посебни фондови, гарантни фондови, каде што ќе охрабрат жената да се вклучи, да проба да отвори свој бизнис и да се впушти, да влезе на пазарот на труд. Така да тоа е многу битно. Дигиталниот јас пак, каде е тука проблемот кога велиме исклучување, замислите, кај нас, например, процентот на дигитални вештини кај жените, кај воопшто кај вкупното население е многу мал во однос на просекот на ЕУ. 32% поседуваме дигитални вештини, а треба да се занимаваме со дигитална економија. Од населението и можете да замислите голем дел отпаѓа на младите во овие да речам способни да се справат со новите предизвици во дигиталната сфера. Просекот на ЕУ е околу 64%, на Британија е 72%. Сакам да ви покажам на вкупното население кои се параметрите. И сега ние мораме исто така многу да инвестираме. Тоа беа и едни од заклучоците на конференцијата и на жените таму предприемачки, дека неопходно е многу да се инвестира во развој на дигиталните вештини кај жените, за да можат да фатат чекор со овие трендови кои што се случуваат. Да. И сега таму беа успешни жени од дигиталниот бизнис или од дигиталната економија, како вие велите. Што и рекоа ти или што и по случаја на владата, кои се оние мерки кои што по COVID-19 им се потребни како поддршка? Еве, жените на конференцијата зборуваа повеќе од перспектива, тоа се сите успешни жени, мислам, вистина беше задоволство да ги слушаме, зборуваа како можете да ги искористите овие дигитални алатки кои што се нудат, да ги пласирате своите производи во еден виртуелен свет, производи кои што жените предприемачки на кои што работат, без разлика дали станува збор за производи од текстилната индустрија или производи од занаетите, како што се изработка на накити, кои се се механизмите на кои што вие можете да пристапите на овој дигитален пазар, би го рекла јас, и на кој начин можете да го подобрите својот бизнис, да го зголемите својот капитал, да обезбедите економски раст и така натаму. Така што многу беа интересни начините на кои што можете да пристапите, инспиративни, без разлика дали работите услуга или дали работите, создавате производ и го продавате производот на пазарот. Они се осврнаа на разни аспекти кои што можат да ви помогнат да ги оптимизирате и внатрешните процеси внатре во својата компанија, за да имате повеќе време да се занимавате со клучниот бизнис кој што ви го нуди. Мислам дека беше вистинска инспирација да се слушнат овие жени. Ги поканувам да го погледнат нашиот Facebook профил и да ја изслушаат конференцијата, бидејќи одеше во живо. Да, имаше вистина што да се Да. И за крај на овој разговор, нели на шега ми рековте пред почетокот на ова, зборуваме за дигитална економија, а јас со еден куп харти пред мене, нели, да го
оставиме светот на младите, како велат, а? Така никако ќе остане, не? 33 ќе биде 66 кога тие ќе станат на наше место, кога ќе дојдат, така некако, а? Искуството на повозрасните е непроценливо, како да ги споиме вештините на младите и искуството на постариве социјалистовите. Вистина, имаше една многу силна порака од една од жените предприемачки дека мораме да бидеме отворени за промени, дека мораме да работиме на постојано напредување на сопствените вештини, ако сакаме воопшто да имаме некаков развој. Така што јас еве ја земав сериозно оваа порака, да си ги подобрам во следниот период своите дигитални вештини, за да можам да ги подобрам и да ги подобрам вештините на луѓето кои што работат во мојата организација. Меѓутоа, уште една порака која што велам беше силна и важна, а тоа е дека искуството од другите земји во светот покажало дека онаму каде што дигиталните вештини на луѓето во компаниите биле посилни, подобро се справиле со последиците од ковид кризата. Да. И таму каде што брзо успеале да се адаптираат на овие текови. Да. Супер, ви благодарам. Значи држиме палци 66 во следното линковско вклучување, договорени? Благодарам многу на поканата. Ето така, дознавме многу интересни нешта, а вие сите може да отидете на Facebook страницата на Центарот за управување со промени и да видите какви се женски приказни раскажа успешните жени на оваа вчерашна конференција.